барани от Кошаркарския клуб Патриот 2016. Почитувани Кошаркарския клуб Патриот 2016 Вълчево побарило горе наведената институция парични средства в изnos от 200 000 денари, за да може да ги реализира и организира сите потребни активности за отпочнуване на сезоната во првата Кошаркарска лига, група Б и младински лиги при КФМ Македонија. Во наведените 200 000 денари се состојат патување на Кошаркарскиот клуб за Белград и одигрување на два пријателски надпревари, по покана од Лимиот клуб, трошиците за хотел, храна и ги обезбеди Црвена звезда, ова патување на чини 43 000 денари по фактура на преводник. За да може да учествуваме во лигата, прва лига група Б, кадетско М18 и пионерско М12, само за котизација се потребни 40 000 денари или 700 евра по фактура. 15 октомври започнува првата лига група Б и се состои од 8 екипи или 14 надпревари за оваа лига. Само во полусезони се потребни 120 000 денари за патни трошоци, судски трошоци, судиски трошоци и храна за кошаркари. За организација на Final Four ни беа потребни 120 000 денари, 145 за рецитација, останатите за организација на купот. Организиран престој, храна, сместување, хранарина за истите и вечера за нашите кошаркари. Од Советот ни одобија 30 000 денари како награда за своето прво место, кои се уште не се исплатени на нашата сметка, напишено во самото барање. Во натпреварувачката 2021-2022 до самиот крај се боревме за првото место и борба за титулата, но на крајот бевме само трети, ние како клуб сме задоволни од трето. Да, ова е веќе таму извештај. Горе, на се да одлучиме дали ќе дадеме помош, барањето е уредно доставено. Само за регион, чух дека 30 000 денар за дека одобрено за да му се изпратени. Да, тие 30 000 денар са изпратени на Дълговач, кај што имало прослава со кошаркари. И тие се изпратени на време на Дълговач. Таа одобрена својата реализирана. Значи? Да не е закон на Советници. Не прави закон. Овој дете. Фала, председател. Не прави закон, но не е съответно на однос на одлуката во мене. Не на тоа што се донесе одлука да се изплати, иска да води до сдружението и после треба да дава оправдание. Вие фактура да ја пратите директно до добавувач. А ние нямаме одлука за добавувач да се изплати, нямаме одлука да се бива такса до неважна организација. Како е направено, се е така, се разбираме, общо не е принципиално. В момента ако се дојде. Те таа е лошата пракса за која што не се кажува. Со барање. Без програма, без барање, без извештај. Фактурата ви е супер да се вземе. Ти највеќе оправдание за извештај во финансовите работени фактура. Најчеста работа, знаеме. Ама тука се носи одлука да финансовите средства се доделат на Кошаркарски клуб Патриот и Козирик. И се треба да одлука да се реализира до време. Колото си е да изплати фактурата. Това што ја пато да се наваѓа, вика го поставено на нас, вика на мене, однос одлука не ги изплатено. А вие сте ги изплатили, вика, првото барање не ги изплатили, да, става второ барање. И не става наша ситуација, два пати да носиме одлука за две барања, каде што едното е изплатено, ако него не е изплатено, и за повторно треба да гласаме за доделување на средства. Ја немам против лично, за доделување на средства за спортски движени за други граѓански движени. Други преска некој дека само за да им се доделува. Ама не по тој метод и не на тој начин. Много кратко, само ќе го дадам следното, дали се сеќава дека иста ситуација беше и со неговото издружение. Значи, вместо на издружението, вие побарахте да одредена сума на пари и уплатите на Кипра. Предамено беше Значи, директно на Дълговачо кај што е пазарувано, по вашиот данен право беше уплатено. Иста ситуација. Значи така, во ситуација кога беше корона, кога ние не можехме да реализираме активноста, дека се беше да видиш да реализираме активност. Во оваа ситуација доставаме друго барање, да може исто да се да биде дадено. Това е ситуација кога имаш корона, не ти дозволи да работиш. Нека покажи барање и таа да се пренаменја. Ако е лошо. А ние не знаеме. Проблемът е, што ово кажем жудейската за прво, дека не ми изплатено.
Он информира дека изплати. Сега, он е информиран За да за нас, спречиме- дека не е информиран. Ако си съгласен на правото, барите ние. Само да се знае. Знаете какво се дава. Не рекох на това. Изпада до клуба. Ако не е болно, нека покажи начин на анализата, да знаем. Доведени сме по ситуация, ние донесуваме предлог одлука. Да, не е реализирана. Нашата предлог одлука не е реализирана. Всеки предлог одлука се състои от неговото члено. Кое во првиот член се кажува сумата која е тя доделува. Во втор член се вика средствата ќе бидат исплатени од буџетот по на калчувана транзакцијска сметка 200 Стопанска или Коmercijalna банка АД Спорт. Значи нашата одлука е да се изплати до тая сметка, не до фактура, за да се спречи во иднина. Оти се доведохме во ситуација истиот барател. Кај мене да вика, немам изплатено по одлуката, донесете ми нова одлука. Од друга страна, кога побаруваме информација од општинската администрација, од секторот за финансии, да, тие толку средства во висина од која вие сте да изплатени. Сега имаме две различни испишувања. Точно е дека сумата ја добил. И наменена е за вечера на кошаркарите. Јасно. Ама за да спречиме во иднина такви, да се спасиме като е ситуација, ще ги спречиме. Neko барите беше 30 да добие од градоначалникот, што градоначалникот нема можност да даде решение без одлука на совет, и плюс 30 бара од совета на общината. Значи, вкупно 60 дом бараш од исти буџет. Това е проблем. И се договорите со градоначалникот, пошто он нема право 30 да пушти на сметка или за прослава, дека таа одлука, што е донесена од совета, да ја употребиме за не смее да има договарање. Извини, кажеш. Значи, изплатата по одлуки донесени од Совет на општина Делчев се од една ставка, уплатата на фактурите е по друга ставка. Значи, направено е преседан. Значи, Да се доискаже све како. Советнико ще взема збор да се доискаже, после Благодаря. Ове. Значи, видно на тоа што е трансфери до Сдружение на градите. Може би извода да ни го донесам, да се видите дека потребна е ставка трансфери до спортски клуб, извинете, а не, например, репрезентација или други трошици. Извода може да го видите на уви, трансфери до спортски клуб. Меѓутоа, одлуката што има своето нанесено, вие не сте изпочетувани. Одлуката јасно пише на која сметка ќе се исплати. И се задолжува одделението за буџетска контрола, сметковото администрирање на даноци при општина Делчев да ја спроведе одлуката по нејзиното стапување во сила. Знаеме кога стапува во сила, кога ќе се подпише првоначално. Во иднина, за да спречиме да може и со нас барателите ќе манипулираат. Вика, не ми е изплатено барањето, општинската администрација ќе ги изплатено, за да спречиме каква работа, да одиме по одлуките кои сме ги донели. Горе. Ќе го ставиме пред договор. Не ми е повторно не е ясно. Не ми е ясно. Сега вие повторно гласаме за ново барање. Ново барање. Ако е старото барање немаше да биде наведено. Това е. Повторно се беше најдобро да се плати. Шорпа. Добро. Ето може да се доволни. Да, значи имаме ново барање. Сега гласаме по ново барање. Повели има? Процедурално. Значи, мисля дека имаме и много недовешености во однос на комуникацијата, значи совети и општинска администрација. Сега да не се пама пазим на навече. Значи, много јасно дефиниран предлог. Значи, има си членови по кој член е поднесено, на крајата е поднесено, по кој член се бара, колку парично се бара. Значи, ние, ако доносиме одлуки, треба по тие одлуки да се кажа. Пред да речеме, јас сама, пред да речеме, си спомнуваме наши ручоци, вечери, зашто не размислиме дека, например, да речеме, од таа спаза се деградирани правата на самите членови, тоа е кошаркарки. Може, например, тие пари да се били наменени за нова опрема, за помилување на спортсите, например. Во барањето е наведено дека треба да се помогне при организирање на настапот за Final Four. Меѓу кои е и Ручек заедно со сите 4 екипи. Значи, во првото барање е наведено. Точно дека тие средства се реализирани.
Ама сепак мојата дискусија беше во таа насока. Треба да се почитува одлуката која ќе донесе. Не да се плаќа фактури до доброволачите, него одлука од буџетот на општина Делчево до сметката на баратело, а потоа баратело да си подмири троковите и за истото ќе го извести совет. Може на крај да покажеме, дајте ни да основа на тие барања кои ви ги прифанахме, дајте ни да видиме кој потроши. Значи, мојата дискусија беше во таа насока. Баш во ми се беше мојот дел излагање, пошто веќе имаме ние, како што кажа, ние свет дозекли и вие сватате дека ние веќе сме на некој начин, јас чувствувам изманипулирано на некој начин, мислам дека посредник е посредничка група, пошто ние од една страна на сектор за финанси дека е исплатено, од друга страна давател на предлого дека нема исплатено. Сега ние се доводиме во ситуација за нешто да решаваме, утре да речеме у јавноста кога ќе земеме ќе вика вие како совет не скачате да ни дадете пари. Значи, ние даваме пари, ние само брсиме одлуки, треба си да го знаат това нещо. И јас, например, кога веќе гледам дека има веќе повторба, ако е веќе нова предлог, јас лично ќе ги охрабрам сите спортски клубови нека подносат предлог барање, затоа што имаме и други невладини организации. Да. И нека има и другите во што веќе гледаме дека некои повторба по трет пат, има и донесен предлог одлуки на претходни совети, значи за други клубови дека не се исплатени средства. Да видиме ние додека се нашите можности, ако веќе го караме това паушално, аз лично ќе кажа, јавно нека сите спортски клубови нека подносат барање преку архивот на општина Делчево до советот и ние ќе доносиме одлуки без проблем. С оглед на тоа што јас долу од граѓански сектор. Во таа ситуација мога да го подржам тој предлог со напомена дека нареден факт ќе прелози да подржам, од причини што има недоречености. Баратело вика не е исплатено, подоставува второ барање и не става во ситуација два пати да сами да дадат за финансиска подршка на едно правно лице нивните потреби, а другите да бидат во една друга положба инфериорна, каде што ниту страни барање ниту имаат можност да се следен пат, значи нема да подржат такива барање, затоа што едноставно не е доволно намерен да го подржал, што другите здруженија се ставени во друга положба. И нагласувам, јавно повикам се тука, до крајот на годината сите граѓански здруженија нека донесат барања, аз ги подржам сите барања. Општината дали има пари или не, нека се знamo. Штом се поврзува да таква методологија, некој по 10 пати да поднесува барање, годината некој никој да нема право. А сега, спомен за властите од таа област и го подржа барањето чисто. Само да се надврзне на претходното излагање, значи баш согласно попълно се одиме изекли и нашата ставка како сечка група на ВМД е подносно таа точка днешна, че ние ќе поддржиме предлогот на клубот, само и само изречето за тоа што не сакаме да ги доведеме во подредена ситуација шакарите на клубот. А тоа што станува збор за спортисти, станува збор за успешна екипа, само и само од таа причина ќе поддржиме нашиот предлог што е даден од ваша страна. Исто како виднина, исто такви предлози, ако се ставува, значи несериозно, нема да ги гласам. Пред да наместа одлуката, само ќе ве замолам да видите во ребалансот сега што односиме, колку има 270.000 денари поделено за трансфер до спортски клубови. До сега имам исплатено, значи поточно некаде по 100.000 денари. Има одлука претходно од Советот на општина Делчево за 200.000 денари за ФК Бргалница, така да имајте предвид дека и да донесете одлука со одреден износ, не можеме да реализираме. Еве пред нас што своите ребаланси 270.000 денари за трансфер до спортски клубови. Ако вие гледате внимателно моето излагање, мојот предлог беше да таа ставка од 270.000 денари биде 370.000 денари биде полемена на 600. Точно заради фактот што тој совет има донесено одлуки кои вие до сега не сте ги спровели и ако ги сакате да ги спроведете, ќе нема да можете, затоа што во ребалансот, во предлогот за ребалансот до нас доставихте пониска сума. Од милион ја намалихте на 370.000. За мене најголемата нелогично што направихте. Имате предлог одлуки на совет кои надминуваат 370.000 денари
А вие го спущате ребалансот. Дали сакате на своето да му кажете не ве почитуваме вас и вашите одлуки? Ако е това целта, трябва да ни я кажете. Ние открихме тази. И бяхме готова и затова на мой предлог го сгоремихме до 600 лева, за да можете да го реализирате. И предлог одлуката, и до спортското сдружение за футбол, до спортския клуб, и до игра Орна, и до сите кои поднесува, за кои ние направихме предлог одлуки, ние го изгласахме. Овие 15 советника одлучува парите на граѓаните кои се наменат и кои се потрошат. Ако некој планира да не го почитува, това трябва да го явно да го каже. Со самиот факт, сега ще го кажувате, дека има 370.000 денари предвидено во ребаланс, кој што ние за среќа го увидевме и го сменихме, вие сакахте да не ги испочитувате одлуките на Совет. Односно немаше да имате можност да ги испочитувате. Водиме ние сметка и во тие одобрување за финансиски средства до клубовите, нема да ја надминеме с това до 6 000. Да. А вие ќе се потрудите да ги реализирате до 6 000. Ова година, тоа ви сигурно има информирани началникот и колешка банка, значи даде се приоритет на купата на средства за инвестиции. Имахме много безземени обврски, така да ова година голем дел од придените средства се употребил за капитални инвестиции. Верувате дека не е имало никаква намера одредена категорија на сдружение или на спортскост да биде коренот на проблемот е во нераспишувањето на конкурс. И секој здружение е доведено во ситуација да бара од Советот по барање да му се помага финансиски. Ако имало конкурс, ќе се формира комисија и ги разгледа сите документи што ги има, сите програми за работа и транспарентно ќе се трошат средствата, и транспарентно ќе се доделуваат. Во тој случај ние имаме по 2 до 3 точки на Совет барање за финансиска помош. Ако беше спроведен конкурсот, односно распишен конкурсот, немаше да има таков проблем. Да, јасно ми, али ви кажам, значи оваа година се даде приоритет на инвестиции. И на имам стварно преземно многу области, и околу градскиот фазен, и околу Шортана, и околу многу други улици. Така да за тоа и не се распиша огласот за да конкурира и невладини и спортни сдруженија. Од друга страна, оваа година имаме 3 рати за враќање на кредит. И тоа е познатна сума, така да не е со некоја намера направено да бидат изоставени овие сдруженија. Ние кога гласаме и буџети и ребаланси, гледаме и рати на кредити, и капитални инвестиции, и се. И одредуваме ставка за спортски клубови, за невладини организации, за се. И кога ќе одредиме ставка дека е направена милион, во буџетот има 1 милион. 6 милиона, така да било. Во основен буџет 6 милиона. Во основниот буџет е 1 милион. Не, 6 милиона. Не, било. Ај погледнете го вие убаво и Да. Трансфери за невладини организации. за спортни клубови 6 милиона. Орета, ма генерално за невладини. Правилно е за спортски клуб. За сите, јас правам за сите мога. Купно е 1 милион е купно на невладини. Да. А реализирани, односно предложени од вас 370. А ние веќе имаме одлуки по таа ставка кои надминуваат 370. Значи, и кога ќе ги планирате буџетите и ребалансите, сметете на одлуките кои Советот ги даде. Добро, и аз може и препоръки ќе ви дадам. Значи година овие барање што ги оставуваат и граѓани за еднакви помоши и спортски клуби да се консултират и со нас. Да видиме каква е ситуацијата финансиска во моментот, дали можеме да ги реализираме. Сепак е на советниците да одлучуваат како ќе ги насочуваат средства. А на вас е да ги извршувате одлуките кои ги донесе Совет. Во ситуација која немаме пари за што да правиме, кажете. Ќе кратиме од непродуктивните трошоци како што пробува Советот да прави. Добре, водениците, чисто ради наша информација. Полна дневница е 700 дена. Полна дневница е 350 дена. Значи ние взимаме 350 дена. Значи, па се фатаме околу тие дневници од 350 дена. Значи 350 дена, да седиш и го едеш за Скопје, го едеш, значи тука, кога си тука мора да правиш добро. Ево сега едно конкретно прашање, кој што веќе е инициирано. Советници се откажа од еден паушал.
за да ги покрият последиците от него. Еве сега прашање до општинската администрација. Дали се откаже некој од регрес за годишен одмор, односно К15, за да ги донира некој овие средства? Да се вратиме на дневниот ред, да не избегаме него, и се пак на дневниот ред точка ни е барање за одобрување на финансиски средства за во друга насока. Во иднина ќе пробаме да во прашање предлози, секој ќе има можност да постави прашање да даде предлог. Во иднина да се внимава на това, да се распише навреме конкурс и да си биде се и на советот ќе му е полесно, ќе нема можност ние да го разгледаме во комисијата која е надлежна за това ќе го разгледа и ќе одлучи кога се доделува. Во ред. Значи, мој предлог е како и првиот пат да донесеме одлука за одобрување на финансиски средства на кошаркарскиот клуб во висина од 30.000 лева. Затоа што барањето е на повисока сума, меѓутоа мора да водиме сметка дека сите барања што стигаат до нас сумите што ги одобруваме, не смеат да го надминат буџетот кој го изгласахме, односно ребалансот на буџетот кој го изгласахме пред. Сега да сакам да прашам колку има право во една година да поднесуваат вакви барања? Нема правило. Горе, значи може секој месец или на секој село да имаме. Мислех за кога станува збор за едно сдружение или за едно Нема правило. Барање совет и до општина и секој граѓанин може да свој би дојде. Нема правило за да може да ги ограничиме на едно барање. Например, беше дека треба подеднакво сега е веќе кога добиват еднаш или па во нареден период, па други па. Па и коментарите, односно изјавите на советниците и на Иван Резекин беа во таа насока, дека треба рамноправно да биде точно, дека имам и јас. Дека фаворизираме пут не е окей. Секој пат сум за младите и секој пат за спортот и сметам дека тие средства треба да се и во иднина да се зголемува. За 1 месец ќе добиеме нов буџет. Јас ќе се бора со сите сили таа ставка да ја зголемува. Да немаме една психолошка бариера, 1 милион и това да не може да помине. Знаеме дека идат тешки години, знаеме дека иде криза. Следната година ќе е во криза смеле и биде тешко. Ама сепак и во тие услови треба да одделуваме во крајниот сектор, во младите. Пошто имаме само на спортски клуб, можеме и поголема и сума да имат. Само на спортски клуб. Добро, кошаркарски мислеме, кошаркарски. Имаме, јас мислам дека е во ред да биде таа одлука 30.000 денари и општинската администрација кога ќе ја можност да ја реализира и мислам дека и сами баратот ќе биде задоволен. Во ред. Да ја завршиме дискусијата тука, предлагам и да го ставиме предлогот на гласање. Гласаме за одобрување на финансиски средства на кошаркарскиот клуб Патриот 2016 од Делчево. Кој е за? Против? Нема. Одржани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 13 гласа за. Следна точка е предлог одлука за одобрување на финансиски средства на Ванчо Илиевски од Делчево. Поставено барање насловено во својот општина Делчево, во кое што барателот го наведува својот матичен број, улицата на која живее и бара од нас да му се одобри еднократна парична помош поради лошата финансиска состојба, моментално невработен и лоша здравствена состојба со извршен хируршки зафат, која подетално да објаснува во барањето. Во барањето го испраќа извештајот од специјалистот од доказ за лошата здравствена состојба и јас на советот предлагам да му додели финансиска помош од 10.000 лева. Отварам расправа по оваа точка, дали некој ва разбори? Не, бидејќи некој не ва разбори, затварам расправата по оваа точка, истата е ставам на гласање. Гласаме за предлог одлука за одобрување на финансиски средства на Ванчо Илиевски од Делчево. Кој е за? Против? Нема. Одржани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за Витора Трајанова од село Вирчи. У нас како совет на општина Делчево на 13.10.2022 година Витора Трајановска поднела барање и од нас бара финансиска помош. Во барањето наведува дека во текот на месец јули исто така имала хируршка интервенција на карцином на дојка. По извршената операција, лекувањето продолжило со хемотерапија. Со ова
бара од нас да помогнеме и мојот предлог до вас е да одобриме финансиски средства во висина од 10.000 денари како ќе подобриме ситуација. Дали некој бара збор, или никој не бара збор, ја затворам расправата по оваа точка, истата е става на гласане. Гласане за одобрување на финансиски средства на Викторија Тројанова во село Вирчи. Кој е за? Против? Нема. Удржани? Нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Само да отворите овие две точки. За година, ако имате исти вакви барања од наши граѓани, вака, значи во ребаланс се планирани 665.000 денари и во моментот се исплатени 635.000 денари. Значи имам на планирани 30.000, сега 20.000 вече доделите. И 10.000 имам право за до крај на годината. Да имам и тоа. Ако доставуваат граѓани и до администрацијата, комисија таму што гледа, така да има да го добро. Благодарим информацијата, ќе го имаме. Точка број 4, продолжението, прашања и предлози. Прашања и предлози на членовите од СОР. Забелешките од советниците кои беа дадени на претходната седмица, дека раководителите на секторите и секретарот на општината не се присутни и градоначалникот не се присутни. Значи јас лично реагирав и гледате дека имаме веќе присуство на раководителите на секторите, се со цел да ни се дадат добри информации кога ќе треба и се со цел да може, доколку се во можност, денеска да одговорат на дел од прашањето кои ќе поставите, доколку не са во можност, секој пат им останува правото да не говорат писмено, меѓутоа подобро е да се присутни и да имаме одговори од прва рака. Мисля дека во однос на тие забелешки имаме одговор, позитивен од општинската администрација. Отварам расправа по оваа точка, односно чекам да ги слушам прашањата и предлозите на членовите на СОР. Повеќе. Значи, веќе што го купа на прва седна и коалицијата, имајќи во предвид светската економска и енергетска криза, предлага до општинската администрација, односно до одделението за правни работи, да изнајде правен одговор за случај на член 15 од одлуката за извршување на бюџетот на општина Делчево за 2022 година, а член 15 се однесува на работелите во општинската администрација имаат право на платни и дневни трошоци во случаи кога се уплатени на плата за основа на уреди и веродостојни документи. Едновременно платени за службено патување во Републиката без трошоци за Лекеве и 10 села студента. Доколку патувањето трае од повеќе од 12 часа се исплатува цел ден. За патувањето од 8 до 12 часа се исплатува 50% до предвидена придност во оставил плат од овој член. Што значи дека укинување на член 15 од одлуката за извршување на бюџетот на општина Делчево за 2022 година и до изготвен предлог одлука која ќе биде доставена до наредниот совет, а ќе се однесува за календарската година 2022 година. Предлог ќе биде ставен за. Дали некој да говори за прашање? Предлози и прашање, точката е. Ајде повеќе ги запишуваме. Сакам да прашам дали за годишните вработувања што беа тука презентирани од раководителите, од директорите на основните училишта, на детската градинка и на општина Делчево со измени кои ги гласавме, предлог измени, дали се спроведени по тие предлог измени. Како да словено прашањето? Значи да се однесува за годишните вработувања на основното училиште Банчо Прке, детска градинка Весели Светови и за општина Делчево, пошто имаше со предлог измени за вработување. Дали е спроведено по тие предлог измени? До директорите на институциите ли е прашање? Да. Се однесува за училиштето и за детската градинка. И исто кога сме веќе кога детската градинка, дали после немилиот настан со голењето на јагнето, имаше инспекторски надзор и дали е спроведена некоја отговорност. Како второ прашање. Да. И трето, сакам да Само секунда за да можеме да ги дали после немилиот настан да, може да ги дефинирате прашањата вие и да ги доставите. Ја немам појма за таков настан, само знам што го запишам. Да. Ќе ги испишеш прашањата на еден лист и ќе ги доставиш до снешка, а да може да ги достави до
Господин Трашков, за да не направим грешка в пишените препишувания, да грешим. Значи ти ги изпишеш и ги доставиш, за да може да ги формулира. Сакам да прашам, тоа е за регионалниот парк село Разловци, знам дека не е локален. Сакам да прашам, бидејќи од градоначалникот имат доставено дека со архиварски број е поднесено барање до Министерството за труд и социјала за негова реконструкција за транспорт и врски, каде што ми беше нагласено дека исто и за селото Габрово и за селото Разловци е поднесено такво барање и во иднина се чека одговор. Па сакам да прашам дали има одговор од Министерството за транспорт и врски. За овие два патни правци, Разловци, Габрово и само за селото Разловци и за селото Габрово ми беше нагласено во барањето со архиварска број. Става се. Дали го има Првото прашање до директорот на НКП Брегалница. Барам писмен одговор од тоа дали се точни информациите кои што пристигнаа до мене лично од група граѓани дека се злоупотребила службената положба и огласување, ангажирайки вработени од јавното комунално предпријатие за време на работно време да работат на уредување на вашето дворно место, одлучувајќи го со плочки и дека материјалот кој што се користи за изведување на овие действија се исто злоупотребување како ресурси на ЈКП. Спомено до директор. Да, до директорот. И ако не сте информации точни, бидејќи се работи за кривично дело, ќе замолам полиција која извршува јавна функција да бидете транспарентни и писмено да ми одговорите. Кои лица ги ангажиравте за изведување на оваа активност за уредување на вашето дворно место? Од каде ги купивте материјалите кои се крадени, за да го тргнеме со мрежа на коментарите? И уште едно прашање, може? Може, само исто и за секој кој што ќе достави прашање или предлог, за да ја улесниме на Снежка. И плюс и ги доставиме, да, на крај на седмицата ќе ги изпишеме, да си ги формулира секој советник прашање, да било точно. И уште едно прашање. Добро до началото. На трибината на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Делчево, градоначалникот Горан Трајковски рече дека новата фонтана во центарот на Делчево е изградена само со донации. Сакаме писмено да ни се одговори дали општината има некој удел и ако има колку ја кошта општината Делчево изградбата на истата фонтана, вклучително проектната документација, надзорот и изградбата на фонтана. Тука е раководителот на секторот за финансии. Ова може и дали се место да говориме. Вредноста на фонтаната, постигната по тендер, е 3 милиона денара. Од тие 3 милиона денара, скоро близу 1 милион денара са донација, од това се наши иселеници, од Трохимка, останата 2 милиона денара се средства на општината. Да. Добро. Друго прашање? Друг некој? Зашто? Значи, прво имаме един предлог, пак е свързан со поставувањето на советнички прашања до председателот на советот да се размисли за измена на деловникот за одговорите од советничките прашања да можеме да ги читаме тука јавно, бидејќи многу пати одговорите што ги добиваме не ги задоволуваат основните барања. На тој начин сметам дека е доведено во прашање еве и капацитетот дали на советниците, дали на одговарачите на прашање, бидејќи одбегнуваат од темата, прашањата, иако се конкретно и директно поставени, се заокружени и не содржат многу пати бројки кои не ги бараме. Значи, еве, како имаме една седмица посветена на поставување на советнички прашања, една да има кои од советниците сметат дека треба да ги прочитат одговорите на тие прашања, за да јавноста биде упатена и запознаена со јавната администрација, со одговорите, па и нормално и со грижата на таа администрација за тие проблеми кои ние ги поставуваме. Ова е до вас прашање. Второ нешто е патот, второ прашање, значи патот што води до депонијата, значи нели сега се врши дислокација. Бидејќи јас стално гравитирам по тој пат, минувам со речи секојдневно, има видно оштетување. Не знам дали до сега е пријавено од тешката механизација. Сега може би треба таму да излезе, не знам доколку треба да го адресираме прашањето дали е до урбанизам, значи оштетување од
неколку метри, кое стварно мислам и ризично и по безбедноста го сообраќају, а од друга страна е во најниската точка на патот. Значи таму сега зимски период иде сигурно дека ако не се преземат некои зафати или мерки, додека е мало, ќе дојде до трајно оштетување на патот. Значи тоа е веднаш под депонијата, што се исклучуваме од регионалниот пат на патот за депонијата. Трето прашање, бидејќи за наредната седмица планираме пак да предложиме дискусија за јавното осветлување во Делчево, ме интересира дали постои писмена одлука за воведување на рестрикција или прекин на осветлувањето, не знам која форма е искористено, доколку постои од кого е подпишена или донесена, бидејќи Советот има единствено ингеренции и надležности во тој дел, а колку што знам, ние не сме ниту упатени, ниту запознаени со таква одлука. И второто, и во контекст на оваа прашање, значи да го подкрепиме со докази, ме интересира трансферот од Елем до општина Делчево за еден месец, за било кој месец од последните 3, за основ јавно осветлување. Значи висината на надоместот кој се собира од граѓаните, а потоа се трансферира до општина Делчево за еден месец. Можеме ли да го говорим? Може да. Повеќе. Всеки месец е различно, али просек меѓу 800 и 900 хиляди денари прибираме средства по тој основ. Значи, граѓаните што платуваат за струја, па потоа една ги трансферира на општина Делчево. Добро, не мога да го 800-900 хиляди. Покрај одговорот на прашање, одговорност на првиот предлог што е до мене, секој пат му останало на Советот како право одговор кој го добил да го сподели со своето. Никој пат немаме забрана за така. Точно во дело на точката, знаете дека ставихме прашање предлог за членот на Совет на секој Совет. Пријатели кој ден, сега значи на секој Совет може да се разговара за прашање, да се постават прашања и доколку Совет кој е незадоволен да каже на претходниот Совет има поставено прашање, одговорот не сум задоволен, одговорено ние. Не содржински или како и да е, слободно задржува до секој правото да може да си разговара за одговорот. Не. Значи сметам дека не треба да се дава предлог и да го гласаме, како што сега кажувам, секој може да разговара за одговор што му е добил слободно во точката прашање и предлози на членови на Совет. Друг некој дали барамо? Овде има. Значи, имам предлог барање, значи барам во најкој сможен рок, или подрачно не е до крајот на ноември, заради поточување после на зимскиот период, да биде извршено тампонирање на патниот правец од Пилиско мало во село Драмче до регионалниот пат Делчево Македонска Каменица. Истиот патен правец е продолжен од 2 км и овој патен правец моментално е во многу лоша состојба и движењето по него е речиси невозможно. Овој патен правец е единствената врска на жителите од Пилиско мало до кон Делчево и Македонска Каменица, единствениот патен правец по кој што можат да набават храна, како за нив, така и за нивната стока. Покрај жителите на Пилиско мало во Драмче, овој патен правец го користат и останатите жители или подочно жители на село Драмче и село Вртицарци. Затоа барам поради итноста и поради доваѓањето на зимскиот период, овој патен правец да биде тампонирал колку е можно поскоро и подочно до крајот на ноември. Тоа е првото предлог барање. Второ предлог барање е задобрување на средства за санација на кровот на спомен дом од Аснум, како еден од значајните објекти во општина Делчево, со цел негова заштита од наводнување и распаѓање на постојни простори кои се во собственост на општина Делчево. Само за помнување, како што кажав и претходниот пат, спомен дом од Аснум е во центарот на Делчево е монументално архитектонско дело, градено со пари од самопризорно со сите делчевчани,
управленичен систем на СФР, замислен издиране до ниво на карабина како репрезентативна театърска арена на затворено. Днешниот спомендан АСТО представува главолка за одржување на неговите собственици. Општина Делчево и го покриват и ресторани, пицери, библиотека, музеј и центар за култура. Затоа бараме да се издаде решение за колку е можно поскоро санација на крова. Словено на барањето? Барањето е до градоначалник на општина Делчево. А кровото? Исто до градоначалник на општина Делчево. Да не би добра разбор? Само. Добро, точно. Не, довършите. Имаме неколку прашања, нели? Прашање до ОЈУ ДГ 24. Во фискална 2021 година за сите 4 квартали имате потрошено 926.277 дена парични средства од самофинансирачки активности. Додека за текомната 2022 година заклучно со вториот квартал, односно до 36.2022 година, вие по основ на договорни услуги имате потрошено 1.246.556 денари. Имате значително зголемување на оваа ставка како одлик на парични средства во споредба со фискална 2021 година. Прашањето е, за кои договорни услуги ги потрошите овие средства и за фискалната 2021 година и за текомната 2022 година, заклучно со 36.2022 година, и барам од установата Весели Цветови да ми се достави копија од целокупната документација врз основ на која се исплатени овие парични средства од самофинансирачки активности на детска градинка, односно од пари на граѓаните на општина Делчево, што плаќаат за држување на своите деца во детска градинка, и нагласувам и за 2021 година и за 2022 година заклучно со вториот квартал. Тоа е прво прашање. Второ прашање. По основ на стоки и други услуги од самофинансирачки активности за цела 2021 година имате потрошено 3.585.000 денари 879 денари. Додека се текомната 2021 година заклучно со 36.2021 година имате потрошено за 2 квартали од 2022 година износ од 3.115.868 денари. Имате пораст на овие теком оперативни трошци, па ме интересира следното прашање. На што се должи ова зголемување? Исто така барам од институцијата Весели Цветови да ми се достави копија од целокупната фискална документација врз основа на која се исплатени овие парични средства за фискалната 2021 година и за 2022 година заклучно со вториот квартал. Трето прашање. Заклучно со 31.12.2021 година барам да ми се достави извештај колку деца се здвижени до 36.2021 година и колку деца се здвижени во истиот период или подоцна 36.2022 година. Ова се фиксите прашање кои се. Тие се сите деца. Да, имам ги дам после набресено. Прашање до градоначалникот. Во вашата предизборна програма во 2021 година, кога бете кандидат за градоначалник, ветивте изградба на скејт парк во Делчево. До каде е самата изградба на истиот? Прашање до градоначалникот. Во вашата предизборна програма во 2021 година ветивте дека ќе почне со водоснабдување на напојната гора. До каде е исто тоа водоснабдување? Едно мало различено. Мисля дека во предизборната програма беше најавен и се изработи проект за водоснабдување. Во висина беше дадена висината на финансовите средства колку ги учини. А не дека се реализира и водоснабдување. Само забелешка, ако не е точно мојата информација, ќе се измени. Може на прашањето на кој имате овој одговори. Не, ако сте вие тука присутен и имате одговор, слободно можете да одговорите. Значи, за скејт парков се одобрени средства од Агенција за млади и спорт. Мислам дека тоа е милион евра. Склучен договор. Меѓутоа, од нас беа одобрени до 4.900, мислам, преку Совет и склучен договор за финансирање со агенцијата. Меѓутоа, на тендерот испадна нешто многу зголемување.
затова ще идем најнава дека можеме да добиеме зголемување на донацијата од Агенцијата за маркетинг, тука сме го ние направили. Ознакомлението на новата беше дори порачен проект на новата фирма, която е изберена на лидер, който да знаш беше оставено. Не беше порачена, а не е видно първоначалната да ги финансира проектирането от източно-плански и вече документация за станали за проекта задача, за да може да е процедура за да го финансира източно-плански. Благодаря на отговорите. Значи, изначално поради реализирането на факта дека и по двете прашања се работи на проектна документација, односно на реализација на скейтпарк. Благодаря на отговорите, ако има още прашања. Во изминатиот период бевме сведоци на разрушени тротоари во централното градско подрачје. Причините ни се јасни на нас како светници. Верувам дека се јасни на граѓаните. Мене лично ме интересира е следното, пошто веќе имаме санација на истите тротоари, кој е директно одговорен за поширајското санирање на тротоари и кој е одговорен за испокршените извишњаци на истите тротоари и кој ќе ја преземе одговорноста за доведување во правобитна да се устрои во шопејање на претходно тротоари. Ако има одговор, одмah може, ако нема одговор, може и. Ако е доброначално, не разполага, биде Сега да организирам. да организира. Не съм ги легитимирал да видам кој го работи. Предпоставка е во предпоставка дека Евана ги работи. Сега сме имали работа со Евана за било какви интервенции интервенирали, морални интервенирали со предлагање на некој подилекарно. Сме не говорим на добра соработка и на крајот успешна санација на тоа. Поставам дека ако това е Евана, дека и ќе го санира соодветно, го не може. Има ушно прашање, да. При дислокацијата на депоњето Равела Чука, жителите на Милково брдо реагираат дека поради затирањето на тешки товари возила, нивните домови почнуваат да бидат да се оштетуваат или подочно да пукаат самите куки. Иста таква ситуација би имаше кога се правеше исто, значи за тоа што замислени патен правец автопат кон Црна скала. Само да прашам, значи кој е надлежен за истото тој проблем и кој ќе износи одговорностите доколку се појават по-сериозни проблеми како што имаше на времето и подочно кога се правеше самиот замислен во тој момент патен правец до Црна скала. Имаме ушански потоци, значи имаме веќе реакции дека особено во првите два реда на зимови имаме веќе значително осетување на куќите, тоест заради самата подлога, тоест самата црна земја, куќите почнуваат да пукаат од тешки товарни возила. Тема си прашање. Добро. Дај некој друг разговор. Прашање од Ганелик, кој што го предподеламе да може да постава како прашање. Работи се за изгледа на одворна мрежа во локацијата улица Брегалничка, во приликата од мостот до Кладенца, не знам кој го знае тоа е меѓу кој го познава, на него јазик Крако. Не знам која фирма изгледува, това не е јавното предпријатие, не е никаква. Меѓутоа проблема е што одворна мрежа Онтреп повеќе години во согласност со јавното предпријатие улица, заедно си имат заедно они има финансирано, а изведувач беше Брегалница. И сега таа мрежа е одводна, повторно дали се реновира, се не знам што, меѓутоа обштетено е се што е финансирал и неколку дена одводна мрежа, повеќе од една дена оставање без одводна мрежа. До недела до Демократични предобед не беше санирано прашање, односно канализацијата и пита кога това ќе биде направено. И
и зашто му е направена таа штета. Ставам до директорот на Па најверојатно не ми кажа кој изведувач се. Не верувам да е нека приватна фирма, а мислам дека е јавно предпријатие. Ама не сум сигурен. Што не ми кажа. Може да мисли дека е оштетен и дека нема водотна мрежа повеќе време. Раскопано, оштетено и оставено. Значи крако од кладенецот, тука некаде ви кој му со до мостето во Пустецки град. Дали некој друг разговор? Прашање од група граѓани урбанизам. Се работи за регионалниот пат Делчево-Голак. Барање, може да се каже и реакција на граѓаните на кои што го користат тој пат. Значи, има барање да се санира простор околу патот, поради отежното паркирање на истото место. Па не знам, сега дали треба се достави барање до Министерството за труд и социјала од страна на секторот за урбанизам, за да може да се санира, навистина има проблем. Не само што нема каде да се паркира, и во прашање и патот, пошто има подготвување и учествување на самиот. Прашање безбедност. Безбедност. Треба да откриеме надлежност. Која е надлежност? Надлежност за тоа користам оно што да е регионалното секторот за урбанизам. Ако може да реагира. Треба да може да чуе прашањето. За Голак, за патот што? Значи регионалниот пат по Делчево-Голак, поточно да ги пишата. Има оштетување на патот и околното место и се е невозможно паркирањето на луѓето кои што ги посетуваат и навистина е така јас вета. Има подготвување и на патот, а и нема место каде да се паркира. Па не е лошо да се санира, се работи за малко. Тоа е малко. Значи горни неколку пати веќе има реакции и се реагира, ако може нешто да се паркира. Разговори за тоа, дека ќе го предприеме јавно предпријатие да држи Штаро, така по разговор и барање за Делчево. За санирањето на делницата која е тука, веројатно е близко тука на горите горишта, ама не е известно. Ќе поразговараме дали со Македонија може да го реши или не. Не е добро. Не е голема интервенција. Ајде се направи од атмосферската вода е веќе подготвена. Каде е решавањето на проблемот со собрањето на децата од село Илјово, односно во минатиот период имавме реакции дека децата во село Илјово, како што е законски предвидено, не се зимаат од нивните домови, а нивните родители се приморани да ги носат до регионалниот пат Делчево-Македонска каменица. И што стои и што е наведено во самата тендерска постапка при распишувањето на истиот тендер. Тоа до директор на училиште Ванко Проект. Добро, дали некој друг разговор? Јас се разговор, тоа прашање, од кој дел да се насочени до секторот за урбанизам, дел за финанси, дел за градоопштак. Прашање број 1. Насочено до сектор за урбанизам. Зошто се уште нема одговор на барањето на жителите од селото Алтивиште, кои што писмено доставија до општинската администрација дека имаат проблем со поминување на возила, тешки теретни возила кои пренесуваат дрвена маса и кои го оштетуваат, поминуваат низ центарот на селото, поминувајќи низ поштадот и булеварот, со што го оштетуваат асфалтот, ги оштетуваат оградите до патот и се појавува пукање на некоја од патувања. Има доставено барање пред 2 месеци, се уште нема одговор.
дали общината е надлежна за този проблем и доколко не е, да ги насочиме Дори мислам дека овие дена ви говорите, може би ако е говора и исто бањето пришути кој и бъдето појави пред бяха државни патишта, пошто нивна надлежа. Погарањето побара од општината беше побарано да се стави знак кој што ќе спречи излегување на тешките товарни возила по селото и да се користи, да, со оглед на тоа дека тамо постоел, претходно постоел таков знак кој што представувал забрана за влез на тешки товарни возила. И со оглед на фактот дека таа активност на тешките возила ќе трае по-големо, значи по-долго временски период, они навреме сака да реагираат, отижаваат ако се ощети асфалта, после нема какво да се навреме сака да се пренасочи по изпълнението, да се включва на кучката кај магистралниот пат. Верово Делчево, кај Стамина. Препратено е до името за това, а не официално со Владко и за разговарано, не официално, мислам дека он спомна дека е делницата от висшите работници за 2020 ставя по програмата за ориентация. Прашајте број 2 до сектор за урбанизам, сектор за финансии и градоначалник. Ако имате одговор одмah, нема потреба да се почува. Пред повеќе од 5 месеци јас и градоначалникот направивме собствено граѓани на тема идеи за заживување на планината и искористување на потенцијалот на планината Болка. Од таа средба со граѓаните, од неколку средби најдени со граѓаните, излегуваме неколку идеи, преку 20, од кои ние селектиравме 5 или 6, изработивме финансиска конструкција, листите ги доставихме како иницијатива за заживување на планината Болка до секторот за финансии, за да може да ни даде мислење, дали може да ги третираме буџетот за 2023 и до одделението за урбанизам, дали пошто има импликации во смисла идеите беа за поставување на клупи како урбана оправа, за поставување на санитари од монтажници, дали има можност, нема можност, все уште немаме одговор од ниедно одделение за поднесената иницијатива, односно барање. А пред 2 месеци, односно пред 1 месец, поднесов барање за мислење од градоначалник за истата точка да ставиме на дневен ред, пошто е процедурата за ставање на точка на дневен ред, се уште нема одговор. А со оглед на фактот дека по 12 месеци разговараме за буџет, а реално овие идеи има импликација во одредена мера на буџетот, сакам да знам кога е целата поставка, дали разгледувано тоа прашање и доколку разгледувано да ми се достави одговор. Ако можете одно, можете одно. Ако нема одговор одно, може и писмо. Значи преводим на началникот да не да одговарање. А на насочено е во еден дел и само одговарање, насочено и одделение за урбанизам, и одделение за финансија. Ако нема одговор во моментот, не е проблем, ќе се достави писмо. Во финансии немаме информација за това, што судебен пак слушам. Дали ќе видиме, че се координира. Градоначалник мора да направи некои предмер за некои купи. Sad листи за това, дали се дека. Што градоначалник? Добро, значи очекуваме одговор од градоначалник. Ќе го постави прашање. Прашање број 3. До општина Делчево, во одделение за урбанизам и просторно планирање, ръководител и то службеник во одделението на 9.11.2021 година составено барање. Јас Гоце Попов во својство на совесник по Совет на општина Делчево, а за потребите на работата на Совет на општина Делчево, нејзините нови комисии. Одгоре наведените барам писмено да бидат доставени сите решенија за одбивање или сите заклучоци за пrekid на постапките на предмети кои се поднесени извинјаните за барање, за одобрение за градба или позитивно решение за градба или барање за реконструкција, доградба, надградба и секој друг тип на барање кои се воделе по системот за егалежна дозвола или по пат
на предаване на проектите в печатна версия за година 2020-2021. Ова барање е согласно статут на своето точно дело, член 20 став 3 на 9.11.2021. Дали се уште ги собирате потребните информации со оглед на фактот дека поминале 12 месеци од прашањето, а рокот за одговор е 10 дена. Или се работи за оценувачки однос консолите и непочитување на менети консолите, односно председател консолите. Прашање точно до ръководителот на сектор за организаторот на управление. Ако немате можност да Значи, оставил съм го на страна, в момента, когато беше подписано барање, работих на него. Ево, дори може и просто да помните от име. Работих на него благодарение на работих на това случайно, извадих от една година. Доста обемно е, неколко година работих на това, от една година, от не е система директно, нещо да чекаш, се почваш да почек на страна, се почваш може да чекаш да се отваря целият предмет, за да можеш да ги сидиш, да ги извадиш, значи потребно беше и доста време, но ги извадена за една година. Значи да е доста ако сега си имаме или това, ще е оглед за вас дека во 12 месеци не е нещо непочитуване, него тресен да остава. добре, овде ги имате, ги ги доставите. Не услуги. Оглед на това дека во 12 месеци сте успеали да извадите за една година, очекувам дека во наредните 12 ќе се извадите за другата, па некаде 2020. Трета ќе очекувам. Не се радвам, кажа за неколко дена ги аз извадирал, след това Однесено на 9.11.2020. Остана забораваме. И точно това ще е заборавено, алудирано оценувачки однос и непочитувањето на мене консолите, односно по председател на социјата. Прашање во 5. Зошто фудбалскиот клуб Регалница Делчево е оставен без никаква финансиска помош и колко е внесена одлука на социјата да се помош? Со оглед на фактот дека сами со оваа средства да ја уплатат дел од организацијата, дел од работата треба да уплатат до нова година и со оглед на фактот дека веќе се една средина од сезона. Без оставани се, без никаква финансиска помош. Прашањето е зошто, дали се работи за неможност на општината да помага или има некоја друга причина зашто не се реализира одлуката на тоа. Прашањето насочено до градоначалникот на општината. Добро. Дали некој друг? Боје? Следваше прашање на Светлана. Зошто во централното градско подрачје, во центарот, кантите за отпадоци, фирманите се извршени, а не се заменени до комуналното јавно предпријатие. И второ прашање, од член 7 од Закон за средно образование, во средното училиште е забрано секакво политичко и верско организирање и десилно. Зошто и покрај тоа беше организирана трибина од страна на политичката партија СДСМ? Кој на тоа прашање? Тоа е до овде. Ке ги допана, значи може да ги допаш. Има друг човек. Добро, Да, може. па на членот собранието. Да не напазиме прашањето. Студентот ќе се говори дали некој од советниците има друго прашање. Нема прашања, нема предлози, морето. Значи, седмицата е завршена. Јас сакам да кажам зашто не сам информиран дека пошто кога беше прикинена седмица леко се продури седмицата за определено време. Може и да не треба и време. И те јас сум пожелил да добие информација дека има седмица за точката на дневен ред за кој председателите вие комуникација мене да дојдат на работа. И ќе беше убаво да видите. И јас бев прошио цело време дори имаше да се продолжи барем оваа точка и не сум информиран како возлагач на точката за дека седмицата е денес. Вие не сте возлагач на точка. И само добро, не само возлагач, Али ќе беше убаво да бе подукал и ја пробар да врз основа на вашето барање ја да ги изнесам вашите ставови. Денеска, когато јас
вашия интерес да вашите барем да говорят на съветниците, а целта е постигна. Все пак словето се взема позитивна, поне са позитивна отбука, за да отговори на вашето барем. Жал ми на мен, че не сте, може да е моя грешка, аз се извинувам, че не е лично информиране. Моя грешка, да. Информацията за продължуване, продължуване беше направено 60 ден. Дали от сектора за финансите, които има алтернативни информации, и го достави до ръководителите и до съветниците като примерно участници. А за доста до вас. Значи аз извинувам, това е моя.